Здрав и среќен ден, драги наши гледачи. Ви посакуваме навистина многу среќа што и да правите во денешниот ден. Исто така ние се чувствуваме среќно, радосно во комплексот Златно буре Кучково, недалеку од градот Скопје, и токму овде се подготвуваме за новиот рецепт на денот. Прекрасно е, новогодишен амбиент, време е сега во овој месец токму за да бидеме со другарите, со пријателите, со семејството, со роднините, да споделуваме убави мигови, а тука можеме да дојдеме и да се уживаме во традиционалните специјалитети. Исто така е време за пост. Во оваа емисија ќе ви подготвам една манџа јанија со крап, која што навистина е прекрасна и ќе ве воодушеви. За да ја направите оваа манџа во текот на постите, вас ќе ви биде потребна. Например, ќе ви кажам доза за двајца да јадат, двајца до тројца. Меѓутоа, во една порција нека има по 2 кременадли најмалку крап, доколку немате крап, можете и пастрамка да ставите. Значи, 4 до 5 кременадли крап. Ќе ви треба 2 пиперки, 4 до 5 чешниња лук, 1 главица кроми ситно сечкана, малку брашно за препелкање на рибата во брашното, пошто ќе ја пржиме, 2 рендани патлиџана, околу 400 мл домашна салца или томатело, што и да имате, 1 компир, половина китка макдонос, малку сол, чаша бело вино, бибер, црвен пипер, буковец и малку мешан сув зеленчук, и на крај сето ова ќе го зачиниме со едно убаво гранче на рузмарин. За подготовка на овој специјалитет ќе ви треба едно тавче и едно тенџерче. Најпрвин што ќе направиме? Најпрвин ќе ја запржиме малку рибата. Значи ќе ја препелкаме во брашно, ќе ја посолиме и треба малку да се запрши. Значи ќе ја посолиме, така. После тоа и зеленчукот ќе си има доволно сол, така да може само малку, колку да не е блюткава, што би се рекло, нели? Убаво измиена. Така. Добро е тоа. Да ставам масло. Така, и сега ќе ја ставам да ја пропржам малку. Можете со било која риба да го направите ова. Значи, со било која риба. Можете и со морска риба. Така. Одлично. Нека се запржи од двете страни. А во меѓувреме ќе ставам масло и во тенџерето, каде што ќе ги пржам сите овие зеленчуци. Ова повеќе не ми е потребно. Така. И тука масло ќе ставиме. И ќе го ставам кромидот да се пржи со пиперката заедно. Ќе го подготвам и компирот.
Ако сте четворица, петорица за ручек, тогаш ставете 2 до 3 компира. Така. И ова масло ќе го искористиме каде што се пржеше рибата. Така. Да го подготвам после и макдоносот и лупчето на крупни. Така. Супер. Доволно е. Ја ставам и тука малку да се допржи, а овде сега го пршам зеленчукот. Да го подготвам и макдоносот. Да си е подготвен и макдоносот. Така. Добро. Сега ќе ставам малку сол кај кромидот и пиперката. И малку мешан сув зеленчук, 1 прстофат. И 1 прстофат буковец. Тука ќе го додадам сега и компирчето. Оти се си се вари после. И лукчето. Така. И лукчето, ништо без лукче, ништо. Ете така. И ова малку да се запржи. Па ќе му го налеам белото вино. Значи белото вино како ќе се вари, така ќе го свари и компирот, и пиперката, и лукчето, и се, а потоа ќе го додадам и патлиџанот и томателото, тоест домашните салца. А за тоа време, еве, на тивко си се крчка рибата. На тивко се пржи. Така сега ќе налеам бело вино. И можам да додадам и бибер. Тука исто така 1 прстофат. Одлично. Нека си се вари сега ова. Кога ќе се намали половина од нивото на состојките во тенџерето, тогаш ќе ги додавам и останатите работи.
Во меѓувреме ќе ја проверам рибата. Добро, и таа не треба и многу да биде испржена. Ајде така. Одлично. Леле, како е ова добро искрчкано. Еве, погледнете, можете да забележите во тенџерето каква дури густа смеса. Значи, ќе биде и поконцентриран мирисот на белото вино. Сега ќе му додадам една лажица црвен пипер, сега. Така, промешувам исто. И сега го додавам патлиџанот. Домашната салца или томатело. Промешувам. И ќе намалам температурата на оганот да си крчка на тивко. И тука ќе го додадам и макдоносот. А при крајот, кога ова веќе ќе биде готово, ќе ја додадам и рибата. И ако треба и уште малку водичка ќе доставам. Но сега е важно на тивко да се крчка. Треба да пробам да видам дали е доволно солено. Доколку не, ќе доставам сол. Како е ова вкусно. Одлично е, не треба сол, затоа што е солена и рибата. А потоа ќе видите рибата, ќе ја ставам внатре и така ќе се докрчка уште 15 на минути. Но ова му треба едно половина час крчкање. Еве, драги мои, време е да ја додадам рибата внатре. И ќе оставам уште 15 минути да се искрчка. Во неа и дури и маслото ќе го ставам во манџата. Може сега и да намалам. Ај така. И веќе сега не мешаме. Откако ќе ја ставиме рибата, нема мешање. Туку ќе си остане така рибата се до послужување на трпезата. Ајде така. Одлично, ќе намалам уште малку. Ќе го ставам и ова масло тука. И малку брашненцето од рибата, уште повеќе ќе ја згусне и ќе си добие еден убав и мирис и вкус одлично. Значи, намалувам уште малку, за 15 на минути веќе ќе ја послужиме на трпезата. Останете со вкусот на традицијата. Ова мене денеска ми е вистински празник. Како мириса и како убаво излезе. Ова јаниче со рибче. Леле, погледнете го сосот. Па да ви кажам, значи, нема замена со македонскиот зеленчук и ова прекрасна македонска риба, нашето крапче.
Еви малку комбирче. Како е убаво искрчкано. Мераци. Сега, уште чади. Леле локумче. Леле прекрасно. Розмаринот направи чуда. Го ставив ми затоа што не се меша во тенџерето, само кога го пушти својот мирис, го извадив од таму. Прекрасно нешто. Нешто прекрасно. Еки си има коска нормално. Драги мои, направете го ова. Ова е за комплетно уживање на сите ваши сетила. Еден убав, богат, посен ручек. Нека ви се на здравје, постите и знаете како велат дека не сите врати се отвараат со клуч. Некоја треба да отворите и со срце. Довидување до следната емисија.